Поштувани гледачи, како што веќе најавивме, Струмичкиот театар од Меѓународниот фестивал на малечки театарски форми што се одржа во Враца, Бугарија, се врати со две награди. Едната награда за целокупниот призвук на современо решение и реализација на политички призвук на представата Животинска фарма во режија на Љупчо Георгиевски, а додека наградата за ликот на Наполеон ја доби актерот Коста Ангов. Ние како гости во вестите на ТВ канал ВИЗ ги имаме Драги Маџиров, раководител на театарот Антон Панов Струмица и добитникот на наградата. Добро дојдовте во ТВ канал ВИЗ. Честитки за наградите со кои што се вративте од фестивалот во Враца во Република Бугарија. Ви благодарам за поканата во вашата емисија и исто така за честитките упатени до нашиот ансамбл. Сакам да се заблагодарам на целиот тим на Народниот театар Антон Панов. Исто така и за нашата ценета публика која секојаш не поддржува. И овие 70 години, ова е исто така јубилејна година на нашиот театар кој обстои 70 години со нашата верна струмичка публика. И ние како театар се представивме одлично во Република Бугарија, каде што конкуренцијата, основно од бугарските театри, имаше и од Грузија, Руманија, Словенија, Хрватска и ние бевме единствени представници на Македонија. И можем да кажем дека одлично настапивме заедно, каде публиката не награди со огромен аплауз кој траеше неколку минути и после тоа во неформални разговори со двете жирија, значи имаше посебно жири само за бугарските представи и за меѓународните, кои дадоа одлични оценки и не случајно овие се две награди. Едната награда е за целокупно за представа за Животинска фарма од Џорџ Орвел и другото е за главниот лик Наполеон, кој особено драго ми е, Коста моја прва награда и очекував кога и дека ќе се случи тоа, бидејќи неколку години наназад работи упорно и секогаш кога самиот актор ќе се вложи во својата професија и ќе даде се од себе, наградите секогаш доаѓаат во право време, во вистинско време. Да, Коста, честитки тоа за оваа прва награда, која што нека биде само едно отворање на сите тие понатаму идни награди кои што можат да бидат. Струмички театар изненади со Животинска фарма, пријатно изненади, претпоставам тоа кажува и големиот број досега одиграни представи кои што секако ќе ги спомнеме и публиката и реакциите кои што се во Струмица. Како течеше градењето на ликот на Наполеон? Сепак представува еден комплексен лик, пред се Џорџ Орвел сам по себе како писател, а сето тоа потоа да се вклопи во лик и да се пренеси на сцената. Како течеше? Беше ли голем предизвик или интересен предизвик да се создаде овој лик? Прво, благодарам и аз за честитките. Па, како течеше? Не е лесно да се сублимира во неколку реченици. Тоа е процес од 2 месеци. Во секој случај беше многу интересно, многу напорна работа. Значи, уште од самиот почеток имавме чувство, целата екипа заедно со режисерот Љупчо Георгиевски, дека нема да правиме представа како и сите други или повеќето други досега со самото сценографско решение кое што е во еден хангар, во една штала за ограничен број на публика. Знаевме дека тоа нема да биде само уште една представа која ќе се игра за многу публика со истите елементи како претходните. Значи, уште од самиот старт, како што кажав, знаев дека ќе биде нешто различно. Со обете раце ја прифатив улогата која што ми беше дадена. Мислам, сите колеги заедно кои што учествуваат во представата се дадовме максимално. Работевме напорно 2 месеци во најголемата зима, значи премиерата излезе во декември. И резултатот го имаме, значи како што кажа, за мене тоа е една од подобрите представи, сега можеби вака нескромно звучи, ама тоа е факт дека една од подобрите представи во последните години во нашиот театар, тоа го
ги добивам тие впечатоци од публиката која што ја среќавам, значи мене досега ми се нема случајно ни Струмица кога шетам да ме застане некој човек што не го познавам и да ми зборува за представа што ја гледал. Тоа се случува само со Животинска фарма. И Драга ли е наградата? Да се добие признание после толку труд вложено? Драга ли ви е наградата? Па сега би бил неискрен ако кажем дека не е, знаеш, обично луѓето во такви моменти кажуваат дека не се важни наградите, ние работиме за аплауз од публиката и тоа е вистина, значи аплаузот е најголема награда, но секако убаво е чувството ако знаеш дека и нели малку на поинакво ниво те оцениле некои луѓе, некакво стручно жири кое што е таму за тоа да го гледа. Тоа е проклетството на нашата актерска професија. Ние никогаш не знаеме самите што точно правиме, никогаш не можеме да го видиме нашето дело. Сега може да се сними на камера, после да го гледаш, ама не е тоа. Меѓутоа во секоја нова изведба е ново прикажување. Тоа сакам да кажеме дека зависиме од судот на тие што гледаат. Јас никогаш не можам самиот да погледнам што сум направил и да заклучам дали е тоа добро или лошо. Значи, сега под публика подразбирам од најобичен гледач па се до театарски режисери, до жирија. Аплаузот е многу битен, но мене како што кажа и Драги, тоа ми е прва професионална награда, така што ќе биде значајна во понатамошната моја кариера. Меѓутоа, која беше добитната комбинација? Текстот, режијата, сценографијата, еве јас наназад да се вратам 8 години, ова е така прилично помодернистичко театарско решение кога станува збор за одредена представа, или сите дојде вистинскиот момент кога треба да се склопат коцките и каде е Животинска фарма ќе оди, дали други фестивали веќе се во план? Тоа е, значи, со Орвел ние сме единствениот театар кој овие две капитални дела ги има поставено. 1984 5 години ја поставивме. Па и Животинска фарма, значи и делото и нашата екипа веќе доста добро го познава Орвел. Овој проект со режисерот Лјупчо Георгиевски го договаравме доста време и јас бев упорен да го направиме тоа, бидејќи е предизвик, бидејќи ризик за овој текст како проект да го направиме, бидејќи требаше многу труд, многу екипа, значи и тоа го направивме и Лјупчо се вложи максимално, не само тоа, и вложивме доста и тука Валентин Светозаров како сценографија даде одлично решение. Еве ние како мал театар така направивме габаритна сценографија која за прв пат така интересно, нели, заедно дишат публиката и актерите едно до друго, значи толку на 20 сантиметри се значи заедно и истиот воздух го дишат внатре. И така еве и исто музиката тука Маријан Нечек направи огромна работа, бидејќи и доста има такви музички парчиња и сакам да кажем дека се беше како што треба и оваа представа еве и можам да кажем бидејќи и жирито беше меѓународно, претседателка беше Макарова од Русија, другите членови беа од Украина и од Србија, значи така да и тие го осетија тоа нели универзално театарско нешто, без разлика немаше нити превод, нити си игравме на македонски јазик. И еве оваа представа веќе е селектирана, нареден фестивал е нашиот македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодински, ќе играме на 10 јуни. И таму влегувме во тестата конкуренција, бидејќи од 16 театри за Чернодински само се изберени 8, меѓу кои еве и ние како најмал театар успеавме со оваа представа и се надевам дека имаме амбиции, еве не сум скромен, имаме некои амбиции истото да го повториме и на нашиот фестивал во Прилеп. Понатаму еве ние како театар имаме и уште доста ова година ни се случи да имаме и влезени сме во неколку фестивали. Најинтересно еве имаме
понуда, мислам не понуда, веќе е покана и сме изберени на фестивал во Африка во Зимбабве. Со представата Петиот Чин, каде што и Коста игра таму како замена на Ванчо Крстовски и Бранко Бенинов. Па се надевам дека ова ќе го реализираме, бидејќи само секогаш треба некои јави средства, тие се авионските средства, каде што треба да ги обезбедиме. Еве и за прв пат и ќе биде доста и за нашите институции, за нашите град и за нашата држава да театарот да го представиме во Зимбабве, во главниот град Хараре, кој е 3 милиони и се надевам дека ќе успееме. Тоа е треба да фестивалот се одржува од 7 до 12 октомври. Исто така имаме покана да одеме со Петиот Чин во Никшич, Црна Гора, а со животинска фарма имаме во Крајгуевац и во Питишти, Романија. И има уште еден фестивал во Русија, но еве ќе гледаме сите овие до сега, овие покани, овие фестивали, да можеме да ги реализираме, но бидејќи и ова година е јубилејна, не очекуваат и нашите проекти кои се зацртени за 2019 година, исто така и нашиот јубилеј, и еве сакаме да ја работиме и монографијата, 70 години од постоењето на Народниот театар Антон Панов. Ангов, спомнавме Струмичкиот мал театар. Тоа е предност или е проблем за да се биде актер? Затоа што можеби многу полесно може да се дојде до улога. Во големите театри, претпоставувам, имаат и внатрешни битки кој да стигне до одредена улога. Сепак да се биде актер во помал театар можеби носи со себе повеќе предности, затоа што може да се профилира акторот во повеќе жанрови, во повеќе театарски представи, да соработува и со повеќе актери. Како го доживувате да се биде дел од овој ансамбл? И каде е нашиот Струмички театар во однос на театрите кои што можевте да ги видите на фестивалот во Враца? Токму така, апсолутно се согласувам со вашата прва констатација. Јас истото го мислам дека за еден актер најпогубно нешто е да не игра. Значи, да не добиваш шанса да застанеш на сцена. Тоа е, еден вид на тренинг. Значи, ти ако една година, 2-3 не добиеш шанса, тоа е, како да кажам, погубно за кариерата на еден актер. Така што во големите театри кај нас, например, во Скопје, каде што има вработено по 50, по 60 актери, се прават исто 3, 4, 5 проекти со по 5, 10, 15 актери. Во најголем дел од случаите се едните исти, останатите не работат или ретко работат. И тоа е многу голема предност во така мал театар како нашиот театар, што речиси во секој проект ние знаеме дека треба да работиме. Од друга страна сега има и здраво е да има и поголема конкуренција, тоа исто така води напред. Меѓутоа мислам дека ние во последните години нашиот театар со тоа што се примија доста помлади луѓе, еве сега ние да речеме мојата генерација не сме веќе толку во младите, но допрва се примаат млади и ќе се примат, се надевам, во иднина. Покажуваме дека и во една така мала средина и таков мал театар, ако знае што сака да направи, да ги избере вистинските луѓе за вистинските места, како режисери, текстови, композиција, глумци, актери, може да направи добар продукт со кој што ќе се мериме не само со нашите национални театри, па и со странство. Видовме во Враца, имавме прилика да видиме 2 представи, да кажеме, толку време бевме таму. Не заостануваме воопшто, напротив, дури можеби водиме во некои аспекти. Тоа беа, како што спомна и Драган, тоа беа впечатоци од луѓето од таму кои што ја гледаа представата, кои што после тоа 3-4 сати не може да се одделат од нас, сакаат да дознаат повеќе за ликот, за мојот, за другите колеги, за самата представа како ја работевме. Значи може да се работи и тука во театар и да се прават убави и успешни представи. Да. Драгани, само за крај, накратко, што Струмички театар до крај на годината? Спомнавме ние многу активности во делот на театарските представи, дали не очекуваат и колку премиери да очекуваме до крај на годината? Ние започнаме прво со Пурпурно остров од Михаил Булгаков во режија на Наташа Поплавска, но еве можам да кажам од старт ни се случи многу
5 актери да бидат наболедување. Така лошо стартувавме, не служише некоја среќа. И затоа го прекинавме овој проект, бидејќи еден од актерите доби болест на наболедување. И сега пред 2 дена започнавме со другиот проект, и тоа е Шепоти од вода, текст на Горијан Милошевски, кој е млад драматург, перспективен, не само во Македонија и надвор, во режија на Срđan Јанакиевик, кој за прв пат исто така доаѓа во нашиот театар да работи. Еве и госта во овој проект. 7 луѓе играт. И ово така по план е да заврши премиерата да биде во јули, почетокот на јули, а Пурпурно острово се надевам, кога ќе се вратат од боледување акторот, па да биде почетокот на септември, и после започнуваме со третиот проект од 15 септември со Балкански шпион во режија на познатиот Синиша Ефтимов, кој ќе работи кај нас. Инаку друго имаме веќе, ќе учествуваме на 9 јули со забрането смење на Скопско лето и на фестивалот Голо месечиње во театар комедија во почетокот на септември во Скопје. Така, овие се накратко плановите и останува, како што реков, јубилејот да го направиме, но тоа дополнително ќе биде објавено и промоцијата на нашата монографија. Така. Ви благодарам јас за тоа што одвоивте време да бидете дел од вестите на ТВ канал Виш. Честитки уште еднаш за наградите и посакувам од сите фестивали да се враќате. Ви благодарам и еве ја поканувам струмичката публика кој не ја видел Животинска фарма, ќе се игра на 30-ти овој месец, четврток во 20 часот, нека повелат да видат зашто правиме муавет. Така, да. Благодарам. Благодарам на покана.